Штипски хуманитарен Божик предлага Граѓанско-демократската унија. Идејата е резултат на сторијата на телевизија Стар за судбината на малите Теодора и Елеонора и брзата и голема реакција на народот воден од иста желба да помогне на ова семејство. Намерата на ГДУ е од Свети Никола до Божик да се собира хуманитарна помош. За оваа иницијатива предлагаме да бидат поканети сите локални и национални медиуми во Република Македонија и во регионот, во нашиот регион, да биде создадена SOS линија на која нашите сограѓани ќе можат да донираат средства, да бидат поставени пунктови низ нашиот град каде што ќе можат да бидат донирани средства, да бидат поканети популарни личности, спортисти, актери, пејачи, да биде поканета Македонската православна црква да се вклучи во оваа иницијатива. Во оваа иницијатива да бидат вклучени и останатите одговорни, општествени, невладини и политички организации на територијата на нашиот град. Средствата од иницијативата ќе бидат искористени за добротворни цели. Средствата од иницијативата кои што ќе успееме да ги собереме, предлагаме да бидат донирани за следните цели: помош на социјално загрозени семејства, донации во училишта, донации во болници, донации за операции на наши сограѓани кои што се наоѓаат во тешка здравствена состојба и други слични цели. Ајде сите, без разлика на нашата политичка и општествена припадност, да се обединиме околу најсветлиот христијански празник Рождество Христово, а исто така и новогодишните празници, со јасна цел да бидеме што е можно повеќе луѓе. За акцијата да биде ослободена од товарот на политиката и политичарите, ГДУ предлага покровител на активностите да биде институцијата градоначалник, независно од тоа кој во дадениот момент е нејзин вршител и од која политичка опција доаѓа. Идејата во писмена форма ќе биде испратена до градоначалникот Бочварски, а од ГДУ ќе бараат и средба со него за да лично истата ја аргументираат и образложат. Од ГДУ се оптимисти дека хуманитарниот Божик наредната година ќе почне од Штип, а ќе биде прифатен и во останатите градови од регионот.